25 декември или католичкиот Божик ќе го означи стартот на новогодишната сцена која општина Велес годинава ја организира во Младинскиот парк. Официјалниот старт на програмата е најавен за во 11 часот. Имаме најава пријавени кандидати за учество на бината. Еден поголем дел се од училиштата, меѓутоа добар дел се и бендови локални, млади дечиња кои што сакаат да бидат промовирани. Имаме интерес се до четврти, меѓутоа бидејќи за трети и за четврти имаме многу малку, најверојатно сцената ќе функционира само до 2 јануари. На 2 јануари ќе ја собереме бината, што не значи дека нема да имаме настан за Коледе. На 5 од 11 до 13 часот, а тоа подоцна и детално ќе го објасниме во текот на следниот период после Нова година, ќе имаме делење на бадникови гранчиња во Младинскиот парк и соучество на сите жени активисти и здруженија на граѓани кои што ќе пројават интерес, ќе организираме и презентација на храна традиционална по повод бадник и нешто по символична цена во хумани цели и така натаму. Од општината велат дека со овој настан очекуваат да се одржи празничната атмосфера во градот. Младинскиот парк во сите овие денови ќе биде озвучен и ќе се пушта празнична музика. Имаме од сите жанрови. Имаме пријавено еден магионичар, имаме пријавено дечиња ритмички групи, сите културно-уметнички друштва пројавија интерес да настапат. Имаме пријавено тројца пеачи, аматери од народна музика, имаме 2 рок бенда пријавено од деца од градот, од млади деца од градот. Јас сега не би сакала да ги читам, да не ги прочитам евентуално погрешно, меѓутоа сето тоа ќе биде објавено на медиумите и веќе од утре ќе може распоредот на бината да го прочитаат и на веб страната на општината и на фејсбукот на општината. Новогодишната сцена ќе зависи од временските услови, кои доколку се неповолни, програмата ќе биде поместена. Учесниците имаат право да настапат и повеќе пати, а целта на овој настан е промоција на уметниците кои се можеби непознати на локалната заедница.